одиме понатаму со една убава приказна за цветната врбовка. Нашата билјарка, како што милуваме да ја кажеме, Слагјана Стојанова, малку повеќе во продолжение ќе зборува на оваа тема и за незините бројни бенефити по однос на здравјето, особено се препорачува за луѓето кои што, односно мажите кои што страдаат или имаат проблеми со простата. Малку повеќе верувам дека и Слагјана ќе ви ја долови целата сторија во продолжение. Здраво, јас сум Слагјана Стојанова од Херба Стојанови. Еве не денеска со рубриката за билките. Во оваа прилика сакам да ви представам една билка која што е особено популарна последниве години, особено популарна кога е во прашање здравјето на мажите и простатата. Се вика ситноцветна врбовка или млечика. Ние ги користиме видовите Епилобиум парвифлорум, Епилобиум монтанум, меѓутоа најмногу од ситноцветната врбовка Епилобиум парвифлорум. Ова е сува билка што ја гледате во моите раце. Зошто се вика врбовка или свиловина? Погледнете сега вака. Значи како од врбата што летаат овие ситните пердувчиња, така летаат и од зрелата врбовка. Ваквата врбовка во овој стадиум е најквалитетна, значи кога излегуваат од ситните цветови се појавуваат вакви коси, затоа се вика уште и свиловина. Ова билка е малку тешка за култивирање, можете да ја култивирате, сме имали такви обиди, меѓутоа само покрај вода и на повисоки места, бидејќи ние не сме на некоја голема надморска височина и не е толку влажна климата во нашето поднебје, обично ја земаме од откуп. Најмногу ја земаме од Досоговските планини, од околината на Пелистер, значи од малку повисоки терени, од влажни ливади, расте покрај водотеци, а лесно може да ви се прифати и во домашни услови. Конкретно примерокот сега е веќе зима, тука што го имаме е во саксија, затоа што доста се преработува, се сее и знае да се расејува. Ова е примерок баш во идеална комбинација, се насеал помеѓу цвеќето. Јас сега ќе го откорнам. И ќе ви покажам како изгледа. Еве, ваква е млада, презимува успешно и напролет оди. Цвет, за жал, немаме, а тој е клучен во незиното распознавање. Цветот не смее да биде поголем од половината на малиот ногт, кај, да кажеме, просечна големина на една рака. Има бела до виолетова до црвенка боја. Тука бил цветот, ќе покажеме на фотографија како изгледаат цветовите. Ова е веќе во една зрела фаза, меѓутоа и ова е лековито. Се бере кога е во фаза на цвет, а потоа кога ќе ја исушите, сега ќе ви покажам. Еве, ова е идеалната врбовка. Значи, таа кога ќе се исуши, станува ваква. И обично ваква и ја продаваме. Ова е од прва класа врбовка. Млада, убава, убаво исушена. Тајната за незиниот квалитет е во тоа да ја наберете навреме и берачите што не ја берат веднаш ја сечат и потоа сечена се суши и тогаш е најквалитетна. Се користи главно за проблемите со простатата и мочниот меур. Признаена е и од Европската медицинска агенција како билка која што има и антитуморозно делување и особено ја помага екскреторната функција на бубрезите, а најдобра е кога е во прашање мочниот меур и простатата. Кај бенигната хиперплазија на простатата, тоа е зголемувањето на простатата, ова е одличен лек. Ние ја комбинираме и со други билки, како што е златицата, како што е листот од леска, пирејот, анасонот, црвениот штир.
и други диуретични билки, например конјското опавче може да се комбинира со листот од бреза, а кога се користи монокомпонентна, дава можеби и најдобри резултати, меѓутоа кога се работи за посериозни заболувања на простатата. Количеството што се користи. Билка што може да се користи долго време, меѓутоа никогаш премногу. Дневната доза е 2 кафени лажички на 400 мл. Значи тоа е максимумот. Ова ако е една кафена лажичка и ова е една кафена лажичка е дневната доза на 400 мл. Се пие пред јадење, не треба да се претерува и ги покажува доста брзо резултатите, дури и после неколку дена. Значи, убава билка која што луѓето што имаат, особено кај повозрастните мажи ја препорачуваме, може да ја имаат на домашна резерва, не е прескапа цената, може да се најде кај нас, може и да се набере, меѓутоа да се внимава затоа што имате и епилобиум хирсутум, една која што не се препорачува, која што има доста крупен цвет и тоа ќе го видите на фотографијата. Значи, сигурна ви е парвифлорум или монтанум, ќе ги видите на сликата. Затоа се вика и ситноцветна. Сите ситноцветни врбовки велат дека ги има некаде околу 20 вида, на нашето поднебје има 3-4 од тие ситноцветните и се користат доста се популарни. Инаку популарноста на оваа билка е врзана со името на Марија Требен. Тоа е една жена која што е од Судетската област, живеела во Австрија, во Чешка, некаде во 60-тите години на овој век. Таа излегува со едно тврдење, со една книга Билките од Божјата аптека, дека врбовката е стар и добар лек за простатата и од тогаш нагло се зголемува интересот за оваа билка. Не се спомнува многу во старите фитотерапевски книги, единствено кај Ричард Вилфорд, тоа е некаде во 1860 година, германски научник и билкар, кој што ќе ја спомне врбовката дека е добра за мочниот меур и за простатата, меѓутоа бумот и популарноста ситноцветната врбовка ќе ги доживее во 60-тите години на 20-тиот век. Ви кажав како се употребува, може дури и да се култивира, ви веламе векај на се во една обична саксија се прифатила, под услов да ја наводнувате цело лето, затоа што сака влага и така сака полусенка, може лесно се прифаќа, сме се обидувале, сме ја саделе директно, сме ја саделе и вака преку расад во пластеник, меѓутоа тешко е да ја одржите ако немате идеални услови. Сепак си го сака водотекот, си ги сака шумските ладовини и планинските водотеци. Зошто е толку фалена врбовката? Првенствено заради незиното антибактериско дејство. Значи, таа помага кај простатитите, кај сите инфекции на мочните канали кои што се предизвикани од бактерии. Значи, има силно антибактериско дејство, а второто дејство што ја прави така величенствена и добра е што го оптимализира нивото на тестостерон кај мажите и друга една предност има астригено, значи стегачко дејство. До таа мерка што кога се, например, проширени ткивата околу простатата, нели тоа проширување на простатата е вака најпросто да објаснам, зголемена е простатата, таа не дава да се развиваат бактерии во меѓуклеточната течност, стега и на некој начин го регенерира ткивото околу простатата. Значи, спречува, стега, регенерира и е навистина добра билка која што вреди да ја пробате. Инаку корисна е и за жените и за мажите кога е во прашање инконтиненцијата. Да поедноставам, инконтиненција е кога имате неконтролирано мокрење или кај мажите или кај жените во подоснежната возраст, тоа се јавува. Тоа е поврзано со мочниот меур и исто така таму во комбинација особено со троската, со килавицата и со пирејот, кај жените и кај мажите дава одлични резултати, значи да ја контролирате мокраќата. Инаку содржи каротин, содржи витамин С, може да се користи и за други работи, меѓутоа незината примерна функција е да го олесни животот на мажите при проблемите со простатата.
Најдобра е во комбинација со чај, можете да најдете од неа и таблети и тинктури, меѓутоа секако најголемиот ефект, ние ја продаваме исклучиво во форма на чај, може да оди во комбинација со други билки да се прави тинктура за простатата, но најмногу резултати дава кога се користи како мацерат, односно како воден исцедок, односно како чај.